Време е за онаа многу интересна содржина која ви ја најавив рано наутро, подигање на свеста за машкото здравје. Повторно, джентлмените на мотори се тука да не подсетат и да ни кажат, ако сме заборавиле, а верувам дека никој не заборавил, дека здравјето треба да ни биде пред се и над сите наши планови и желби во животот. Нашата Ивана ја имаме на линкова утро, која што ќе ни каже многу повеќе детали за оваа веќе традиционална манифестација. Добро утро, Иванче. Добро утро, Сузе, до тебе, да ги поздравам и сите наши гледачи кои што ова утро се заедно со нас. Зборуваме за еден традиционален настан кој што во недела на 18 мај ќе се одржи по 10 пат во Скопје, и тоа навистина еден настан кој што прерасна веќе во традиција, но и со тоа се покажува дека мажите, джентлмени или префинетите мажи, господа, се повеќе се грижат или се освестуваат за машкото здравје. За овој настан кој што се одржува 10 пат поред во Скопје, но се одржува и во многу други земји во светот, и тоа на истиот датум на 18 мај. Ова утро ќе разговарам со Игор Стефановски, кој што е еден од главните виновници за тоа што овој настан постои во Скопје и во Македонија. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Најнапред сакам да ви го честитам овој 10 годишен јубилеј или една деценија постоење на добро познатиот настан Gentlemen Skopje Ride. Дали може би знаете како дојдовте до идејата да го отворите ова во Скопје? На телевизија сме, извинете. Ти благодарам. Така, Ивана, ти благодарам прво за поканата. Ми е чест што нели секогаш не пратите во настаните, посебно оваа година кога имаме 10 годишнина од овој хуманитарен глобален настан, кој што се годинава бележи еден нов мајлстон, едно ново достигнување. Тоа е повеќе од 1040 градови се учесници и организатори на настанот, што е едно ново достигнување. Така да годинава Скопје го прославува своето 10-то издание, на што сме многу горди, знаејќи дека такви традиции тешко се прават, тешко се градат, и тоа е нели еден дополнителен мотив да се продолжи со оваа работа. Инаку извинете. Инаку настанот годинава си има еден свој терк кој што ќе го да разговараме подоцна, можеби подобре да кажеме нешто околу историјата на настанот, околу организацијата и така натака. Практично почнавме од 2016 година на идеја на еден мој драг пријател, Благој Петровски, кој што веќе не живее во Македонија. Меѓутоа дојде идејата од негова страна со предлог да го почнеме настанот, да го стартаме настанот. Се разбира, двајцата констатиравме веднаш дека тоа треба да се направи. Од тука натака појде приказната. Тргнавме со скромни проекции за првата година, негдека околу 30 учесници планиравме да земат учество, бидејќи сепак е премиерен настан. Меѓутоа изненадувањето следеше уште првата година, бидејќи првата година се пријавија негдека околу 78 учесници, што беше практично повеќе од дупло од нашата проектирана планирана бројка. Како што течеа годините, прогресијата си продолжуваше, односно настанот секоја година земаше се повеќе и повеќе масовност во Скопје. Така да лани добивме на бројка од 180 на официјално пријавени учесници, што е исто рекордна бројка за Скопје. Очекуваме таа бројка годинава да се повтори, и практично сме многу среќни дека во Скопје имаме вистински джентлмени. Да, навистина е убаво да се гледа Скопје во недела на тој датум кога се одржува и Gentlemen's Ride, каде што сите мажи дотерани, скоцкани на мотори, но сепак да споменеме дека можат учество да земат и дамите. Да, секако дамите ни се секогаш драги учеснички и што е најважно поддржувачи.
бидејќи целта на настанот не е само да се соберат средства кои што ќе помогнат во програмите за поддршка на машкото здравје. Втората цел е да се каже целта на општеството, посебно на повозрасната машка популација, околу ракот на простата, неговата превенција, раните прегледи навремени и се разбира спасување на човечки животи. Во тоа секако многу ни помагаат дамите, бидејќи тие и директно и индиректно помагаат, пред се директно бидејќи земаат учество. Значи ние имаме секоја година повеќе од 10 на 15 дами кои што активно земаат учество на настанот со возење. Значи искачаат на настанот со своите мотоцикли, земаат учество и секако она позадинска, да кажам, помош која што доаѓа во промоција на настанот, во промоција на каузата, во промоција на превенцијата на машките болести, така да секогаш дамите ни се добре дедени во настанот. Да, и колку еве ни со овие 10 години веќе имате една убава фина бројка, па можете да направите и еден пресек, нели, колку се ширеше и колку добивавте поддршка низ годините? Па да, вака сега јас би почнал прво од глобално ниво. Значи на глобално ниво секоја година земаат учество повеќе од 100.000 мотоциклисти на и самиот ден, 100-120.000. До сега на глобално ниво се собрани некаде околу повеќе од 55 милиони долари средства, кои што Movember фондацијата ги распоредува во истражувачките центри, болници, кои што го третираат ракот на простатата и во последно време и менталното здравје кај мажите. Скопје зема убаво учество во целата таа глобална приказна. Ние имаме некаде во текот на овие 10 години повеќе од 1200 учесници. Имаме собрано негде повеќе од 10 на 15.000 долари средства кои што нели одат во таа глобална цифра, така да сме многу горди на тие достигнувања, посебно со оглед на тоа кога ќе ги споредиме достигнувањата на скопското издание со изданијата на некои наши соседни држави и главни градови, имаме дури подобри резултати, на што сме горди и сакам да кажам секогаш дека скопјани знаат да бидат солидарни и хумани. Да, и убаво е кога се гледа, нели, Скопје во тие неколку часа додека поменувате, нели, низ скопските градски улици со убаво дотерани мажи и жени кои што ги поддржуваат на мотори, но кога започнавте во 2016-та, верувавте ли дека ќе има еве вакав голем интерес за 10 години за настанот? Па вака ние тргнавме со два мотива, да кажам, со две цели. Првата цел беше да се донесе нешто во нашиот град кое што нели го има насекаде во светот. Втората работа беше дополнување на иницијалната идеја, тоа е дека разговараме за еден хуман настан кој што има хумана цел и која што третира нешто што се повеќе за сега машката популација. Овие цифри тогаш нити ги планиравме, нити ги очекувавме, бидејќи нашата првична проекција беше дека бројот на специфични мотоцикли, бидејќи настанот покрај тоа што налага дрес кодот на учесниците, исто така има и налага и тип на мотоцикли кои што земаат учество во настанот, значи тоа се класични мотоцикли, олтајмери или мотоцикли кои што се инспирирани од тие класични мотоцикли, така да имаме практично дотерани дами и господа на блескави мотоцикли. Значи, оние пластични скутери, брзински мотоцикли не се во игра, да кажам, за настанот. Така да сето тоа допринесе да се настанот да земе се повеќе замав. Втората тема која што ја носеше настанот практично е подигање на мотоциклистичката култура во градот па и во државава.
односно настанот има за цел да покаже дека мотоциклистите може да бидат и дотерани, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и така натака. Нели оно едно културно возење според законите. И верувајте дека таа мисија допринесе да се зголеми реално мотоциклистичката култура во градот, па и во државата. А втора работа мотивираше дополнително луѓе да купат мотоцикли, посебно од тој тип, за да земат учество во самиот настан, меѓутоа и да земат учество во целта, во мисијата практично. И моје лично мислење дека покрај тоа што нели популарноста на настанот и на светско ниво и кај нас се зголемува, нели да кажам традиционално, сепак и настанот сам по себе донеси некој нов моментум во градот, па и во државата да се развие таа мотоциклистичка култура на едно друго ниво. Да, Игор, ви посакувам успешен настан в недела. Се надевам дека времето ќе ви послужи, но тоа не е проблем нели за мотоциклистите и уште наш честит јубилеј. И ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам на вас на поканата и ви поканувам во недела да присуствувате на настанот, да го забележиме тој 10 годишен јубилеј. Да, ние ќе ги поканиме и сите гледачи, еве навистина ќе биде Скопје убаво да се видат скопските градски булевари во едно вакво светло, како што ги гледаме и нели 10 години наназад, со многу мотоциклисти, но сепак оние кои што се дотерани, така скоцкани и со поддршка од нивните понежни половини. Благодарам многу. Навистина овој настан не е само традиција, туку е и вистинска атракција по скопските улици. Верувам дека така ќе биде и оваа година.